хуманитарен одговор 2023 беше одлична можност да се видат капацитетите, но и можностите на Црвениот крст како делува во услови на кризна ситуација, меѓутоа и како функционира со останатите институции кои што се дел од системот за управување со кризи. Го поканувам генералниот секретар на Црвениот крст, господинот Саид Саити, да ви се обрати. Јас имам еден говор, се мислам дали да го прочитам или да ви се обратам, некако се водам од емоциите и од тоа што го доживеав сега, па страв ми е да не отидам предалеку со моето излагање, така да сепак ќе се задржам на тоа што ми е напишано и тоа ќе го прочитам и ќе го споделам со вас. Почитуван председател на Република Северна Македонија, господин Стево Пендаровски. Почитувани министри, пратеници, почитувани представници на дипломатскиот кор во Република Северна Македонија, почитувани представници на националните друштва на Црвен крст на меѓународни организации, почитувани директори и представници на институции, учесници на вежбата, почитувани представници на општинските организации на Црвениот крст на град Скопје, почитувани волонтери, медиуми присутни, дами и господа. Дозволете ми од името на Црвениот крст на Република Северна Македонија да ве поздравам и да ви се заблагодарам за вашето присуство и учество во симулацијската вежба Хуманитарен одговор 2023. Не така одамна, нашата држава и главен град Скопје во 1963 година беа соочени со голем хуманитарен предизвик. Катастрофалниот земјотрес кој го погоди градот Скопје и однесе голем број на животи и нанесе огромни материјални штети. Тогаш, благодарение на солидарноста на регионот и целиот свет, бевме сведоци на хуманитарен одговор кој помогна во спасувањето на многу животи и обновување на нашиот главен град. Овој настан се совпаѓа и со првата поголема хуманитарна кампања на Црвениот крст во нашата земја. Од тогаш до денес, со посебно задоволство можеме да заклучиме дека прераснавме во организација која низ годините успеа да одговори на бројни предизвици, како што беше справувањето со бегалските бранови, послучувањата во поранешната држава, помош за илјадници мигранти кои се уште транзицираат низ нашата земја, учество во севкупниот одговор на пандемијата, предизвикана од COVID-19 и обезбедување на хуманитарна поддршка при катастрофи во земјава и странство. Почитувани, денес сите ние покажавме дека сплотени и со заеднички сили можеме успешно да се справиме и со најтешките предизвици и да обезбедиме ефикасен одговор на хуманитарна катастрофа како што е земјотрес. Кризите и катастрофите, за жал, секогаш ќе бидат дел од нашето секојдневие во регионот и пошироко. Земјотресите, пожарите, поплавите, епидемиите, миграциите, бегалците, како и другите хуманитарни предизвици ни наложуваат постојано да инвестираме во она што го можеме и го правиме најдобро, со цел да додадеме заеднички придонес во градење на одржливи капацитети за подготвеност, ефективен одговор и опоравување од катастрофи, со примарна цел да обезбедиме поддршка за погоденото население при катастрофи или хуманитарни кризи. Во нашето сценарио, нашето внимание беше насочено во презентирање на нашите капацитети за обезбедување сеопфатен одговор за спасување на настрадани лица, укажување на прва помош, психолошка поддршка и транспорт на повредени од земјотрес и мобилизирање на волонтерска поддршка за хуманитарен одговор. Заедно со одговорните институции во државата кои учествуваат во организацијата и справувањето на вежбата, покажавме дека преку заедничко планирање, координација на капацитетите и ресурсите можеме да бидеме исклучително ефикасни во сите фази на обезбедување на соодветен одговор на катастрофа. Денес покажавме дека сите клучни фактори во општеството, во општественото обкружување, инвестираат и даваат придонес во зајакнување на нашите способности за намалување на ризици, преземање на навремена акција и градење силни капацитети за подготвеност и одговор при катастрофи преку искористување на досегашните национални и меѓународни механизми за поддршка. Честитки до сите тимови за професионалноста и стручноста при извршување на вашите задачи.
Дозволете ми во името на Црвениот крст да искажам особена благодарност до покровителот на вежбата, Хуманитарен одговор 2023, господинот Стево Пендаровски, председател на Република Северна Македонија, за севкупната подршка во организацијата и промоцијата на денешниот настан. Посебна почит и благодарност до сите вклучени институции во денешната симулацијска вежба, со што покажавме дека сите заедно можеме успешно да ги надградуваме и координираме нашите капацитети за обезбедување ефикасен одговор на било каков хуманитарен предизвик кој може да се случи во нашата земја. На наше големо задоволство, во симулацијската вежба учествува и голем број на национални друштва на Црвениот крст од регионот и пошироко, покажувајќи го нашето единство и солидарност, меѓусебно да се помогне и поддржуваме втемелено врз основните принципи кои го обединуваат нашиот хуманитарен одговор во светски рамки уште од далечната 1863 година, кога е формирано меѓународното движење на Црвен крст и Црвената полумесечина. Искрено се заблагодарувам за поддршката на вашите тимови, кои со својот професионализам и стручност дадоа посебен придонес во успешната реализација на симулацијската вежба. Оно што најмногу не радува е дека успеавме да покажеме дека сите ние може да си обезбедуваме комплементарна поддршка која директно или индиректно може да има позитивни влијанија врз добросостојбата на луѓето, особено при случување на поголеми катастрофи. Уверен сум дека нашата иницијатива ќе биде поттик за нови соработки, заеднички инвестиции во надградба на севкупните капацитети на државата за одговор на можни хуманитарни предизвици. Со нетрпение очекуваме да работиме на нови заеднички проекти и програми кои ќе значат по безбедно утре, по безбедна поддршка, спасени животи на нашите сограѓани. Посебна благодарност до владата на Република Северна Македонија и ресорните министерства и одговорните институции за кризен менеджмент, што му овозможија на Црвениот крст да ги презентира своите капацитети и ресурси кои секогаш се подготвени и на располагање на обезбедување поддршка на светкупниот систем за кризен менеджмент на државата. Почитувани присутни, дозволете ми на крајот во името на нашата организација уште еднаш да се заблагодарам на сите учесници на вежбата на одвоеното време, ресурси, подготвеност и желба да бидете со Црвениот крст. За вашата поддршка, за нашите хуманитарни идеали. Ви благодарам за вниманието. Господин Саити, ви благодарам за ова обраќање. Верувам дека сте, но и треба да бидете горд на она што денеска го покажаат тимовите на Црвениот крст, како што споменавте и вие. Денешната симулацијска вежба беше под покровителство на председателот на државата Стево Пендаровски. Во знак на благодарност Црвениот крст му доделува медал на Црвен крст на председателот Пендаровски. Господин Саити, повелете. Председателе, повелете. Јас само да ви споменам дека секој пат зборам пократко од сајт. Мери слободно. Почитувани волонтери и членови на Црвениот крст. Почитувани представници на државните институции и на локалната самоуправа, почитувани гости, драги пријатели, ми представува задоволство да ви се обратам по повод што туку завршената вежба Хуманитарен одговор 2023, за која имав честа да бидам покровител. Станува збор за настан на кој на дело можеа да се видат капацитетите и подготвеноста на Црвениот крст на Република Северна Македонија, а сето тоа во соработка со сите релевантни партнери и фактори во системот на управување со кризи во нашата држава. Ова вежба ги покажа сите позитивни страни од партнерството помеѓу државните институции и граѓанските организации, како и интерсекторската поврзаност и меѓуинституционалната соработка. Токму преку настани како денешниот се отвара можност
за унапредување на координацијата и комуникацијата како клучни аспекти во системот на кризниот менеджмент во државата, а тоа е од витален интерес за сите наши граѓани. Знаеме дека живееме во земјотресно активно подрачје и истовремено сите сме свесни за климатските промени кои носат опасност од зачестени временски непогоди, како поплави и екстремно високи температури кои погодуваат на појавата на суши и пожари. Неодамна бевме сведоци и на досега невидени појави кај нас, како што беше торнадото кое се појави во Битолскиот регион. Затоа е нужно да работиме и да придонесуваме за подготвеноста на институциите и на граѓанските организации, како Црвениот крст, за да имаме брз и адекватен одговор во итни и кризни ситуации. Не помалку значајна за квалитетен одговор на кризните ситуации и меѓународната соработка, односно поддршката пред се од нашите сојузници, партнери и соседи. Сето ова дава дополнителна сигурност кај нашите граѓани и увереност дека во случај на потреба меѓународната солидарност нема да изостане. Драги пријатели, би сакал во оваа прилика да ги поздравам активностите на Црвениот крст, кој во континуитет работи на надградување на своите капацитети за соодветна интервенција во кризни состојби. Во овој контекст заслужува да биде споменат ново воспоставениот национален тим за прва помош на Црвениот крст, кој действува во случај на катастрофи, но исто така ако има потреба и во мирно временски периоди. Не помалку значаен и воспоставениот национален тим за прва психолошка помош и психосоцијална поддршка кој действува преку Центарот за ментално здравје на Црвениот крст. Верувам дека примерот на Црвениот крст ќе го следат и други граѓански организации и секоја во доменот на своите цели и активности ќе даде поддршка на националниот систем за кризен менеджмент. Дозволете на крајот да се заблагодарам на сите учесници на вежбата и да им честитам за постигнатиот успех. Покажавте такво ниво на подготвеност и мотивираност, што ни дава за право да констатираме дека во несакани ситуации на елементарни непогоди и катастрофи ќе имаме соодветен одговор како држава и ќе им дадеме неопходна помош и поддршка на нашите граѓани во неволја. Благодарам. Председателе, ви благодариме. Видовте сите дека покрај тимовите на Црвениот крст денеска во вежбата беа вклучени и сите останати институции кои што се дел од системот за